Како што најавив, првиот учесник на тркалезната маса е Кочето Бузовски. Тој е роден во Крушево во 1951 година по професија адвокат. Бузовски е современ македонски поет, историограф и публицист. Во јавниот живот на Македонија влегува мощен пат кон крајот на 60-тите години, како поет во рамките на силниот бран на така наречената четврта генерација македонски писатели, движење се при тоа по една сосема своја предсеинтимистичка линија, но секогаш суптовно проткајана и со татковинските патриотски чувства. Длабоко врзан и силно вдаховен во драматичната историја на својот роден град Крушево и од неговите славни револуционерни традиции, Топузовски својот творечки интерес постапно го свртува и кон сериозни историографско-правни истражувања врзани за Илинденското востание, за Крушевската република и за илинденците, остварувајќи на тоа поле мощни значајни научни резултати. Покрај другото, досега ги објавил следните монографии: Ноќни делби, Болна прелест, Никола Карев, Пътешествие низ документи, Препознавање, Питу Гули, Послание и Риданија, Ветераните на Илинден, Илинденската споменица и Питу Гули, труд кој ќе биде промовиран веднаш по завршувањето на денешната сесија. Насловот на неговиот труд е Од Кресна до Свети Отец Прохор Пчински, вековна континуирана борба на македонскиот народ за создавање македонска држава. Почитувам господин Топузовски, поведете. Благодарам, честни да ви се заблагодарам јавно на нас, домаќините, за можноста да присуствуваме денес на оваа тркалезна маса. Овој мој прилог, како што рече господин Теоджино, во насловив Од Кресна до Свети Отец Прохор Пчински со поднаслов Вековната континуирана борба на македонскиот народ за создавање самостојна македонска држава, еден поглед врз неколку документи во изминатиот век и половина. Малку со воведот, целиот 19 век е долг пресвртен период за Балкан. Петвековната Отоманска империја почна да ја губи моќта и да ослабнува, особено на своите периферни области, кои конечно граничеле точно со големите европски империи. На север со Австро-Унгарија, на исток со Русија, во останатите морски делови, Отоманската флота била постојано на удар на најголемата поморска сила Англија. Токму на северните граници, 1804 година, со огромна помош на царството Русија, се подига првото српско востание и кое трае до 13 година, како производ на тоа востание се конституира княжеството Србија во 1815 година. Неколку години подоцна, во 1821 година, започнува грчкото востание со целосна, здружена воена, копнена и поморска помош на Русија, Британија и Франција, на сите три големи сили, и завршува со Лондонската конференција, од која подоцна 1832 произлегува Кралството Грција. Како победник во војната против Отоманската империја 1877-78 година, царството Русија на бугарите на послужавник му го подарува княжеството Бугарија. Со тоа големите европски сили ги остваруваат своите империалистички цели и создаваат нови балкански држави, кои понатаму ќе им послужат за остварување на конечната нивна цел: поделба, распарчување, разграбување, разнебитување на Македонија. Во сите овие востанија активно учество зеле десетици илјади македонци, како доброволци. Некои од нив биле водачи на востанието, некои одиграли главни роли во водењето на борбите, некои во дипломатските активности. За разлика од македонците, од нас македонците, србите, грците и бугарите не само што не дале никаква помош,
туку и ги спречувале и обструирале сите востанички обиди на македонците, а подоцна, како експоненти на големите европски сили и ја распарчиле, окупирале и разграбиле Македонија, при тоа вршејќи и геноцид врз македонскиот народ. Незадоволството и гневот од таквата состојба кај македонците ја создал неопходната потреба од собствена, самостојна оружена борба против верховниот корумпувач. Па затоа, поттикнати од слободарскиот порив во таквото окружување и империалистичките политики на големите европски сили, македонците го започнале македонското восстание за ослободување и создавање на самостојна држава Македонија, со првите оружени акции кои отпочнале на 17 октомври 1878 година во Кресна, со кој раководел Македонскиот востанички комитет на чело со Димитар Георгиев Беровски. Во почетокот на декември 1878 година, Македонскиот револуционерен комитет го донесува Устав на Македонскиот востанички комитет, во кој е зацртана борбата за ослободување на Македонија и за создавање на македонска самостојна држава. Овој акт е именуван како правила на Македонскиот востанички комитет, но во самите одредби на актот на повеќе места се именува како Устав. Тоа всушност е првиот конститутивен, политичко-правен акт насочен кон создавање државна заедница, односно првиот устав на македонската самостојна држава. Уште во преамбулата, но и во натамошниот текст на уставот, Македонскиот востанички комитет ги прокламира основите и карактерот на македонското востание и македонската држава, втемелувајќи ги основните принципи: внатрешен, самоубиствен карактер на востанието, масовност, ослободување на целата Македонија и создавање самостојна македонска држава. Со нашата крв, стои во преамбулата на уставот, што ја пролеваме низ порињата и горите македонски, ние служиме како македонската војска на Александар Македонски за слободата, со нашата девиза слобода или смрт. Истата таа девиза подоцна е и девиза на Илинденското востание. Решивме да поднесеме едни правила од Македонскиот востанички комитет, односно устав, по кој сите ќе се управуваме и сите ќе ги исполнуваме додека не ја ослободиме целата наша татковина Македонија. Тоа е делот од преамбулата. Во нормативниот дел од уставот, истакнувајќи ги целите и карактерот на востанието и неопходноста од создавање на самостојна македонска држава, покрај другото е утврдено. Нашата цел е ослободување на Македонија, земјата на славните словенски просветители и учители светите Кирил и Методија, која со векови страда под турското иго, се вели во член 9. Македонската востаничка војска, освен од редовни востанички сили, се состои од целото македонско население во ослободените и неослободените краишта, се вели во член 82. Пред нас стои голема задача да ја ослободиме целата наша татковина Македонија, се вели во член 125. Македонскиот востанички комитет озаконува сите македонци да ги исполнуваат наредбите на овие правила. Устав, без поговор до ослободувањето на Македонија и до донесувањето на мирновремен устав на автономна Македонија, се вели во член 228. По ослободувањето на татковината, Централниот комитет ќе подготви устав за уредување на македонската држава како автономна, со политичка и културна автономија во Отоманската империја или надвор од неја, ако тоа го дозволат европските велики сили, а тие големи сили. Во уставот, тоа е моја белешка, одахнала, не стои така во уставот. Во уставот особено внимание е посветено на односите со соседите, затоа што последниве години
градоначалникот на Креснак забранува прославувањето на годишнините од Кресненското востание и сакам да обрнам внимание на овој дел. Е посетено за односите со соседите, зашто во нормативниот дел покрај другото е утврдено. Македонскиот простанички комитет ќе извести владата на кнежеството Бугарија дека македонците не ќе имаат друго мешање со кнежеството освен братска помош од тие словенски наши браќа. Само тоа се вели во член 186. Македонскиот простанички комитет ја запозна и братската земја кнежеството Србија со целите на нашето востание, барајќи братска помош за ослободување на Македонија. Со целите на нашето востание, барајќи се вели во член 191. Комитетот ќе го замоли српскиот кнез, тоа не е битно. Македонскиот простанички комитет ќе ја помоли грчката влада, значи сите новосоздадени во кои значителна помош даде македонците, а не добиле ништо за тоа, значи и грчката влада, да го помогне македонското востание и да дозволи испраќање на македонски доброволечки чини од Грција се вели во член 195. Македонскиот простанички комитет ќе ги повика на братско разбирање албанските бајрактари и народни водачи, но и со констатација, цитирам, за жал, некои албански главатари повеќе ја сакаат муслиманската вера од својата татковина и се на страната на турците, па вршат зулуми во Македонија. Нив, македонското востание ќе ги света за душмани, како и турските пашалари, караги и сердари, ќе ги гони и убива, се вели во член 198. Сега, за да сложените односи, безскрупулозното наметнување во духовното и образовното живење, особено заради денационализаторската политика врз македонците, која станувала се пожестока, посебни одредби во уставот на македонското кресненско востание, нели, се утврдени за бугарската екзархија. Цитирам, светата бугарска екзархија на чело со неговото важенство води политика повеќе од чудна, бидејќи под претекст дека се грижи за македонците кои остануваат под непосредна власт на турците, одржува тесни врски со турската влада во Цариград и има големо пријателство со неа, така што преку таа влада си мисли дека угодувајќи им на турците ќе спечели да има влијание пред нив, за да испраќа духовни началници владици во Македонија, кои ќе го заштитуваат македонското население од потисниците. Тешко на Македонија, извичник се вели во членот 200. Македонскиот простанички комитет ги поканува свештениците на во Македонија да не ги исполнуваат, се мисли на екзархиските свештеници, да не ги исполнуваат екзархиските наредби во земјата и да се присоединат кон останатиот македонски народ до ослободувањето. А подоцна ќе се реши и црковното прашање во Македонија. Членот 201. Сега, покрај воените услови и постраните борби со непријател на Македонскиот простанички комитет во уставот после декларативните, посветува целосно внимание и на конститутивните уставотворни елементи за устройството на македонската држава и за регулирање на цивилната власт, како законодавната, така и извршната. Значи, покрај устав. Цитирам, кога ќе биде ослободено некој место од страна на македонската простаничка војска, веднаш да се свика едно собрание од првенци на селото, че на 99. Во востаничките слободни места се воведува привремена граѓанска управа, па ќе го управува општествениот живот на населението, а ќе се состои од највидните луѓе избрани од народот, се вели во член 140. На едно општо собрание, при учество на сите пратеници на комитетите за цела Македонија, ќе биде потврден востаничкиот и граѓанскиот устав по кој ќе се управуваме до ослободувањето, а до тоа време овој устав ќе биде во сила. Член 139. Во уставот
и се уредува надлежностите и на извршната власт во поглед на воведување на јавниот ред. Па, цитирам, во секој ослободено селската милиција се формира селската милиција која ќе се грижи за редот и мирот, 670. Во турските села, визионерството, селската милиција ќе биде составена од турци, а во христијанските од христијани. А ако селото е мешано, поеден милиционер ќе биде од двете вери, овој балансерот, има основи. Ќе има полски чувари, полските чувари за христијанските села ќе се христијани, а за муслиманските муслимани се вели од 679. Исто се прецизира многу интересно судската власт, надлежноста на судовите, казневите дела, казните, нивното издржување, пресумцијата на невиност, внимавајте, пред 150 години, доказите во судската постапка и така натаму. Па, при секоја чета ќе се определи, бидејќи војна состојбата, при секоја чета ќе се определи една соба за затвор на провинетите, маловинетите и осудените, која ќе се чува од стража. Во затвор може да се држи затвореникот најмногу 7 дена. Никој без докази не може да биде осуден. Сите осудени на смрт имаат право на жалба, значи двостепеност и така натаму. Секоја капетанија ќе се избира од народот тројца судии, кои привремено ќе ги заменат турските судови во граѓанските работи. Во секое село ќе има и мировни суди избрани меѓу селските старешини. Бидејќи немаме пишани закони, народните судови ќе ги судат сите граѓански дела според обичајното право и така натаму. Со уставот, особена грижа се посветува и на здравството, па во еден член 46 се вели во поглавните места ќе се организираат амбуланти, лазарети. Заповедаме во секое село се организира лазарет и така натаму. Се гарантира приватната собственост, непречената трговија и така натаму. Сега, со оглед на тоа што големите европски сили имале дадено цврсти гаранции на Романската империја, биле многу добри соработници и имале безпрекорен заеднички пред се економски интерес за немешање во македонското востание и силна поддршка таа да го загуши востанието, кресленското востание, кон крајот на април, што значи од октомври до април е востанието, значи цели 6 месеци, употребила моќна сила на редовната армија и ги разбила востаниците. Со тоа завршило македонското кресленско востание, а македонскиот востанички комитет не можел да го спроведе уставот што го донел. Но и покрај тоа, уставот на македонското востание стана камен теmelник и патоказ за натамошната борба на македонскиот народ за слобода и создавање на своја самостојна држава и основа за идното устройство на самостојната македонска држава. По завршувањето на востанието, борбата ја продолжиле оружени. Местни чети не запира ништо, затоа од Алдо е девизата продолжуваме понатаму. Меѓу кои учесници во македонското востание, како и тајни комитети и организирани групи. Во април 1880 година, значи една година порасна, во Островско, воевински дел, во местноста Гремен Теќе, се состанале војводите Леонид Вулгарис, по потекло од Јанечко, и Костадин Трков Бувски од село Буфлеринско, инаку војвода во Кресленското востание, со своите 4 приврзаниците од Словено-македонскиот комитет во Атина, кој веќе бил формиран од македонци. Се договориле за продолжување на борбата за самостојна и автономна држава Македонија. Па организирале свекување привремено собрание на Македонија, орган со легитимитет да одлучува. Собранието, односно македонскиот парламент, на седницата одржана на 21 мај 1880 година за учество на 32 делегати. Делегатите биле од Солун, Костурско, Левинско, Воден, Крушево, Прилип, така од цела Македонија, избрани представници од сите краишта, избрало привремена влада на Македонија.
привремена влада Милоајде на Македонија, во таа привремена влада со посебно писмо испраќа едно протоколно решение до амбасадор генерален конзул во Сербскиот генерален конзул во Солун некој Улјанов, па само еден дел од тоа протоколно решение дека Националното собрание на македонскиот народ дека се собрало и така натаму, па поради својата географска положба за Македонија во центарот на Европска Турција, Македонија секогаш била жртва на восстанија и на грабежи од страна на башибозуците, черкезите и гегите. Значи ги информираат дипломатските представници преку рускиот дипломатски представник. И единствено Македонија, која во древно време имала своја цивилизација и го дала Аристотел и Александар Велики, е лишена од секаква помош и така натаму. И донесла две решенија, од кое второто решение били, ова решение да им биде врачено на конзулските представници на големите сили подписници на Берлинскиот договор со молба големите сили да се застапат пред високата порта за применување аршинот 23 од Берлинскиот договор, тој е познат и да не. Во случај високата порта да не стори ништо, привремената влада на Македонија ќе го повика македонскиот народ на оружје со паролата Македонија за поставување на древната Македонија. Тоа стои во протоколното решение. Меѓутоа, бидејќи како и обично никој ништо не превзема, без разлика на тоа дипломатските представници на европските земји кои се наоѓале во Македонија ги известиле своите влади за активностите на привремената влада на Македонија и за содржината на протоколното решение. Романскиот конзулат јавил дека се одржало општо собрание кое избрало привремена влада, ополномоштена да бара автономија на Македонија. Со така обиднетото македонско население ќе се оневозможело мешањето на соседните држави, тоа се цитати, и привремената влада ќе можела со голема доверба да се застапува пред големите сили за автономија на својата земја. Па или рускиот конзул соопштувал дека за владата стоел условено Македонскиот револуционерен комитет претходно спомнат, кој си поставил за задача да формира словено-македонска регија, да крене восстание за создавање автономна држава Македонија, а се исклучувало какво било присоединување кон княжеството Бугарија или Грција. Ми рекоте, времето ми е ограничено. Од тие сега, бидејќи никој ништо не презема околу прашање, Македонија никој ништо никогаш ни денес не презема од големите сили од Уединената јавност, па од тие причини наредната година, на 23 март 1981 година, привремената влада на Македонија до сите дипломатски представници испратила и манифест. Значи, таму беше слободен и смрт, кој е превземено во Илинденското востание. Манифест е превземен и во Илинденското, па и власно. Манифест за привремената влада, сакам да го истакнам со ова континуитет од вековниот континуитет на борбата на македонскиот народ за создавање на своја држава. Манифест за привремената влада на Македонија, еден трогателен текст и само дел од не дозволете да ја прочитам. Македонци, нашата мила татковина Македонија била некогаш една од најславните земји. Македонскиот народ исто така, удирајќи ги првите темели на воената вештина со своите победнички фаланги и Аристотеловата просвета, ги цивилизирал човештвото и Азија. На таа некогаш толку славна наша татковина денес е направо, но денес е направо на својата пропаст поради нашите грешки и заборавање на нашето потекло. Така стои таму, па понатаму се обраќа до македонците, вистински македонци, верни деца на татковината. Зар ќе трпите нашата мила земја да пропадне? Погледајте ја
како е покриена во робство и со рани што и ги направиле околните народи. Погледајте ја и видете и ги нејзините тешки синџири што и ги произведува султанот. Наоѓајќи се оваква немоќ и гледајќи ја целата расплакана, нашата мила Македонија, нашата драга татковина ве вика: вие што сте мои верни деца, вие што по Аристотела и Александра велики сте мои наследници, вие во чии што жили тече македонска крв, не оставајте ме да умрам, туку помогнете. Каква тажна гледка за вас, вистински македонци, ќе биде ако станете очевидци на мојот погреб. Не, еве ви ги моите крвави грозни рани, еве ви ги моите тешки синџири, скршете ги нив, излекувајте ги моите рани, направете се на знамето што ќе го кренам да биде напишано единствена и обединета Македонија. Да живее македонскиот народ, да живее Македонија, тоа е текстот од манифестот на привремената влада. Во наредното, последно десетлетие од тој 19 век, за кој досега говоре, долг и тежок, после бројни оружени судени на македонските востаници со отоманските војски и потери, но и со оружени чети на новопридобивените соседни монархии, уфрлени на територијата на Македонија, во Солон, како што на сите ни е познато, на 23 октомври 1893 година од 6-члена група македонски интелектуалци, основана Македонска револуционерна организација, со нејзиното основање започнува и нов бран во организираната борба на македонскиот народ за слобода и за создавање на своја независна држава. Со тоа започнуваат и организираните подготовки за оружено остание за конечно ослободување на Македонија и за создавање на самостојна независна држава Македонија. Така македонскиот народ легол во новиот 20-тиот уште потежок век за Македонија од претходниот. На почетокот на векот, на 1903 година, Илинденското востание сме зборували многу за него, допогаш најмасовно во Македонија, во ослободеното Крушево на 4 август 1903 година, наредниот ден по ослободувањето е свикано повторно општо народно собрање од 60 градски првенци и создадена Великошведската република, па обраќајќи се на собранието Никола Карев, се обратил од името на штабот, од името на храбрите наши востаници и од моје име ве поздравувам со слободата да ни биде честита и вечна и така натаму. 2 дена подоцна е донесен познатиот Крушевски манифест, чиј текст го знаеме и многу пати сме го интерпретирали. Но, како и против сите претходни, така и против Илинденското востание, Отоманската империја се срдно поддржана од големите европски сили, дори постојат и телеграми од Вилхелм II и така натаму, во поддршка на султанот. Испратило повеќе десетици илјади редовна војска, резервисти и машибозуци, крваво разрушила и Илинденското востание. Од средината на август до крајот на октомври 1903 тие почнале да вршат невиден терор врз цивилното население, зверски измајачувајќи го до смрт. Следувале најцрните десетлетија кои започнале веднаш со заглушувањето на Илинденското востание, па преку Угоријето, Балканските војни, Букурешкото расчелечување, Првата светска војна, асимилацијата под кралството Србија, СФС, Југославија, кралството Грција и Бугарија, се до започнувањето на Втората светска војна. Жестокоста и суровоста на репресиите врз македонците под новите окупатори, муслиманските сега се замениле само со христијанското православие. Стигнали до европската општествена јавност. Така Карнегиевата фондација за мир во јуни 13 година формирала комисија, Карнегиевата комисија позната, која во 1914 објавила извештај од посетата на Македонија и увидот за состојбите кои ги запекнала на лице место, во кој меѓу другото навела дека не постои никаква политичка иднина на Македонија. Таа е констатацијата на Карнегиевата комисија. Но, македонците својата иднина ја виделе во Втората светска војна, во која огромниот дел од нив соочувајќи ја својата слобода и чезнејќи по создавање на своја самостојна држава Македонија,
застанале во редот на слободарските народи во борбата против фашизмот и во 4-годишната војна само во вардарскиот дел дале дори 25.000 жртви да чекувајќи слобода. Подготвувајќи се за свикување на Македонско народно собрание за поставување на темелите на новата македонска држава во ноември 1943 година интересен е овој модат. Во селото Црвена вода Деварце е формиран иницијативниот одбор за свикување на фашистичкото собрание на АСНА. Во таа насока, во април 1944 година, во органот на Народно-ослободителниот фронт на Македонија, Илинденски пат, тој, во една статија се вели дека македонскиот народ е исправен пред судбоносно собитие и го најавува одржувањето на АСНА. Со таа историска прокламација, се вели во тој текст, не се исцрпува, ами баш вика почна одговорната работа на првото народно собрание. Тоа станува и останува истински единствен носител на народниот суверенитет, кој оди до правото на самоопределение, отцепување и присоединување кон други народи. Сега со учество на делегати од трите делови, во истиот текст е ова, на македонскиот апостолски Ченто Зуновски, на грчкиот Димитар Влатев, се висти на еврејскиот, Владимир Томов од бугарскиот, првото македонско народно собрание ќе ја символизира волјата на целиот македонски народ да се најди цел слободен и обединен. Значи, обединета Македонија е вечната болка. Се главниот, покрај другото, одржуваат иницијативниот одбор и главниот штаб на нов и фонд на Македонија заеднички состанок за учество на наша делегација на средба со југословенската делегација која се остварила во јуни 1944 година и му дала на делегацијата насоки во која најважно е да се каже дека требало тие да прашаат единствено дали може Југославија да помогне во борбата на македонскиот народ за обединување на Македонија, така тоа е пренесено. Сега, бидејќи времето ми стекува да зборам некои работи да прескукнам, тоа ќе биде јавено во рефератот. Сакам за АСНО ќе зборуваат и други. На крајот само, наместо заклучок, навраќајќи се на вековната борба за создавање на своја самостојна национална држава, треба да се заклучи дека македонскиот народ веќе век и половина непрестано ја води својата борба која се уште трае. И ќе трае. Сега, во други, но ако се исклучат човечките жртви од војната, во посложени и надворешни политички околности и значително посложени внатрешни состојби. Политиката на големите сили, тие големи сили, од минатото со познатата нивна империалистичка и колониалистичка алчност, покажувајќи ја силата стекната од долгото и бескрупулозно ограбување на светот, веќе век и половина со ништо не се изменила во односот кон македонскиот народ и независната држава Македонија. Ви благодарам. Просто така